Добра вечер, почитувани гледачи. Јас сум Драган Милосављевиќ, а вие следите емисијата Заспи. Ако можеш, прва во оваа работна недела која што според отварањето ветува многу интересни настани што во Македонија, што во светот. Ете, например, Русија призна дека севернокорејски војници се бореле на нивна страна против украинците во регионот Курска, потоа тоа го призна и фамозниот Ким Џонг Ун, кој што ги спофали своите војници за храброста и пожртвуваноста во, како што вели, одбраната на руските браќа и пријатели. Значи, ќе биде интересно. Секако, нашата задача за вечерва, велам нашата, на моја и на мојот вечерашен гостин е да навлезе малку подетално во она што се нарекува царинска и трговска војна, која што моментално бесне во светот и ефектите на оваа војна врз Македонија, која што се обидува на секој начин да ја унапреди климата за бизнес инвестиции и да се спаси практично од она што кружи практично во светот, а таа е таа неизвестност поврзана со финансиите и инвестициите. Како да го најавам вечерашниот гостин, морам да кажам дека имам проблем поради бројните работи на кои човек може да се повика кога е во прашање овој господин. Значи, еден од само двајцата македонци кои што дипломирале на Harvard Business School, најеминентниот, најелитниот универзитет во светот. Човек кој што е практично најзаслужен за пробивот на странските инвестиции во Македонија своевремено. Човек кој што исто така заслужен за доаѓањето на бројни светски диџеи во Македонија, колку и да звучи ова чудно, во моментов на сериозна менаџерска функција во една елитна германска компанија, охриѓанец од Варош, њујорчанец од Менхетен, човек со крајно необично презиме, иако името е, ајде да речеме, прифатливо, господинот Виктор Мизо. Добра вечер. Добра вечер, благодарам на поканата. Задоволството е моје, господине Мизо. Морам да ве прашам, Мизо, ова никогаш не сме го разговарале. Од каде доаѓа ова фамозно презиме? Само во Охрид изгледа има вакви презимиња. Во Охрид, специфично презиме во Варош, единствено во Македонија. И искрено да ви кажам, имам сретнато Мизо јапанско презиме во минатото додека живеев во Америка, но е специфично презиме, но голем дел од презимињата во тој дел на Охрид не се оние стандардни македонски презимиња кои завршуваат на ски или на ов, така да тоа е такво презиме. А значи ли нешто? Не значи ништо. Имате информација дека нешто некој прадедов нешто правел, ама што? Не знам, ова не е некое директно значење. Како што има многу презимиња кои имаат значење во нашиот јазик. Меѓутоа факт е дека особено во тој Варош луѓето се истакнуваат особено со специфичниот менталитет и со необични презимиња. И со необични презимиња, така е. Да. Значи Виктор Мизо во моментов претседател на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора на Македонија, реков и дека сте на многу висока менаџерска функција во една германска компанија, не знам дали тоа треба да се спомнува, меѓутоа потполно сеедно. И премногу знаете според образованието и според искуството, така што не сум дека ќе оди лесно овој разговор. Господине Мизо, откако претседателот на САД Трамп ја започна таа фамозна царинска војна, со подигање на царините, со спуштање, со напаѓање кон Европа, кон Кина, кон мисля, че никон кого ќе стигне, кон Канада, кон Мексико, работите на глобалните пазари тотално се изместија. И сега мислам дека, еве, вие толку долго го следите тоа случување. Некогаш во минатото имало вакви турбуленции предизвикани од однесувањето на еден претседател на држава? Јас би рекол во поновото време, по поновата историја, сигурно не. Да, имало трговски бариери кои биле воведувани во минатото, но зборуваме пред речиси цел век, но она што на 2 април беше воведено како реципроцитетен данок кон сите држави во светот. Така беше објаснето. Така беше објаснето, иако пред тоа веќе започна, знаете дека и за време на првата администрација на Трамп кон Кина беа воведени одредени царини,
потоа имаше царини кои беа воведени кон производителите на челик и алуминиум, па потоа имаше реципроцитетни царини кон сите земји во светот, вклучувајќи имаше и некои анегдоти и коментари острови низ различни океани на светот каде што формално нема ниту жители. Нема луѓе, токму нема така, луѓе. И дополнително на сето тоа беа воведени царини на производители на автомобили кои се увезуваат во САД и се очекува еден месец после тој фамозен 2 април на 2 мај, тоа е сега овој петок, да се воведат и царини на компоненти од автомобилска индустрија кои се произведуваат било каде низ светот, кои се користат од страна на производители на возила во САД. Што е за нас опасно? Ке ви кажам што е за нас, така е, добро. како ова влијае. Сега, неколку дена после тоа се направи една, не сакам да речам, се ретерира, но имаше некоја адаптација каде што беше кажано сега ќе ги намалиме сите овие глобални царини, без да навлеземе во на како тие бројки беа донесени и од каде потекна. Бидејќи тоа на вистина според мене не се царини, туку е тоа да се гледа трговскиот баланс помеѓу САД и остатокот од светот и се направи еден сооднос и количник каде што некои од тие царини почна на 10% и највисоките беа некаде околу 53-54% поени, ако не се лажам, но дополнително со Кина се стигна до еден момент каде што во моментов царините кон Кина се 145%, а од Кина за американски производи се 125%. Што е апсурдно. Што е апсолутно апсурдно, бидејќи тоа креира една состојба. Се ајде да одиме прво кон овие 10%, па потоа ќе збориме за кинеските. Со овие 10% царински стапки, кои претходно просечната царина во САД низ годините паѓала и беше некаде помеѓу 2 и 2,5%. Сега царината е неколку пати повисока. САД беше, јас би рекол, од гледна точка на промоција на глобалната трговија. Прво, во 1992 година се креира така наречената нафта. Тоа е царинскиот систем помеѓу САД, Канада и Мексико. Потоа 1995 година беше формирана Светската трговска организација. И потоа во 2001 Кина стана членка на Светската трговска организација. И во целиот овој период знаеме што тоа значеше за глобализацијата, каде што се направија можности за многу компании да го креат целиот оној процес на офшоринг, да најдат каде е најсоодветно, најконкурентно да се произведуваат производите и потоа потенцијална доработка која е потребна, но за да може да има една специализација. Секоја земја, секоја компанија врз основа на своите можности, знаења, услови, способности за инвестирање, наоѓање на соодветен капитал, но и кадар пред се, едуциран, ефтин, го лоцираше производството и затоа Кина стана глобална фабрика за целиот свет, не само за кинескиот пазар. А во меѓувреме САД изгубија еден куп работни места, односно фабрики од истите причини, што вака делува парадоксално. Но многу е важно да го гледаме некаде средината на 50-тите години во САД 21 до 25% од нивниот бруто домашен производ била индустрија и производство. Таа бројка е сега падната на 10%. Сега е производство, да. Таму се најважни услугите. Услугите, професионални сервиси, услуги, значи тука се консултантски услуги, правни услуги, финансии, фармација, тие се оние телекомуникации, IT, тоа се оние работи по кои САД се познати во целиот свет. И она што Трамп го има земено во обзир во неговата калкулација на кој начин се воведуваат овие царински стапки, само влегуваат во обзир производите, а не услугите. Бидејќи сето она што знаеме, сето она што го прави Google, Amazon, Netflix, Hollywood индустрија или слично, сето тоа се услуги. Тоа не е физички производ. Така е, да. И во тие услуги, и во сите тие услуги, трговскиот баланс помеѓу САД и остатокот од светот е многу повеќе на страната на САД, бидејќи тие се нето извозник на услуги. Иако глобално, Америка е втор најголем извозник после Кина.
Америка извезува 2 трилиони долари, значи 2000 милиарди долари годишно, увезува 3,3 милиарди долари, што значи дека има голем трговски негативен баланс. И дел од това размислување беше како ние да го намалиме тој баланс. Со можеби производство да дојде назад во Америка. Но тоа колку е изводливо овие? Дали и колку е тоа можно и дали е тоа потребно и неопходно? Зошто? Бидејќи тоа производство, американците со тек на време, заради сите овие текови на глобализација и индустрија, влегле на други локации каде што може би поефикасно. Apple телефонот пишува само Designed in California. Тој телефон се прави во Кина, сега се прави и во Индија, и сега дури има размислувања да, знаете дека минатата недела, ако не се лажам, 6 авиони беа полни со iPhone телефони за американскиот пазар од Индија, за да не ги имаат оние царински стапки на производи произведени од Кина. И сега се размислува само за американскиот пазар во иднина, ако останат овие царински стапки кои во моментот се во важност, да Индија биде локацијата каде што телефоните за американскиот пазар iPhone ќе се произведуваат, а од Кина за остатокот од светот. Бидејќи тие прават диверсификација. Сега, дали е тоа можно? Искрено да ви кажам, без разлика која индустрија за производство, не сум сигурен прво дали е тоа конкурентно. Сето тоа производство се врати во Америка, кој ќе биде трошокот? Некој имаше коментари дека iPhone може да кошта 2 па и 3.000 долари ако се произведува во Америка. Затоа што американскиот работник прво мора да го платите многу поскапо. Многу поскапо, но дали тој кадар постои? Дали тој кадар е обучен и дали тие луѓе кои работат во сервисна индустрија, која е по-софистицирана индустрија, да кажеме, би сакале да се вратат во фабрики. Чекайте, Америка има 330 милиони, зарем нема тамо во тие милиони луѓе? Ама која е невработеноста во Америка? Знаеме дека невработеноста во Америка е многу мала. Така е. Истовремено, да не навлегуваме во политиките. Утре се навршуваат 100 дена од администрацијата на Трамп. Така е. Да не коментираме тој вид на политика, но само дел од она што е направено во овие 100 дена со ова, би рекол, турбуленција и донекаде конфузија која е креирана во светот, никој не очекуваше дека за 100 дена толку многу работи ќе се случат. Точно. Да не навлегуваме во геополитика визави Украина со Русија, но имиграцијската политика во САД е драстично променета во овие 100 дена. Знаеме дека има... Па им испрати оние со пушки тамо на граница, без многу... Имаше и луѓе кои се депортирани, кои имаат американско државјанство. Што е навистина екстрем, да. Што е навистина екстрем. Имаше еден случај, ми се чини тоа се случи вчера, завчера, по наше време, може би вчера, во Колорадо Спрингс, каде што влегле во некој илегален клуб, каде што нашле 100 нерегистрирани, потенцијално нерегистрирани легални мигранти, и заради тоа имало над 300 агенти од различни американски федерални институции кои се поврзани со криминал, дрога, оружје и слично, кои направиле таму рација. Така да сите овие работи на еден или друг начин, и она што е борбата сега на Трамп со, односно на администрацијата на Трамп со универзитетите во Америка. И со намалување... Со вашиот Харвард, и со мојот Харвард. Ќе морам да ми го објасните каде што тоа. Мојот Харвард сега ќе настапи со федерална тужба против администрацијата, против владата, заради тоа што е скратено финансирањето. Причината заради која Америка е тамо каде што е низ годините е финансирање од страна на државата, кој во моменти надминало и 2% од бруто домашниот производ, каде што се финансираат приватни или државни универзитети, независно, Добро. кои тие меѓу себе се борат за проекти. Но државата што тоа го федералната држава што тоа го финансира, не навлегува во што е истражувачката дејност. Туку каде се алоцираат парите. И сега има момент каде што и Харвард, и Колумбија, и други елитни универзитети, Ivy League универзитети, се ставени, дури имаше случаи од Беркли, кој е на западна обала заедно со Стенфорд, еден од двата најдобри универзитети, не само на американско, туку и на глобално ниво, на еден или друг начин, дури некои од
странските студенти кои студираат таму и се проверуваат нивните што напишале на социјалните мрежи и дали нивните размислувања се визави Израел, Палестина или слично соодветни или не. И што има тоа врска со универзитети, со академско... Затоа не навлегувам во квалифицирање на ова. Но не разбирам, чисто за Харвард. Бидејќи тоа одекне како бомба. Јас ќе ви кажам, ние ова го добивме минатата недела од деканот на Харвард, не само на Харвард Бизнес Скул, на целиот универзитет, со целосно објаснение, сите што сме алумни. Инаку вие 25 години сега токму треба да прославите. Сега треба да прославам за околу 1 месец. Треба да одам во Бостон, но она што е важно е дека имавме објаснение што, како и кои се сите мерки кои универзитетот ќе ги превземе, бидејќи зборуваме тука за финансирање кое станува и во вредност годишно од милиарди долари. Значи, не зборуваме ние за нешто што е ситна пара. А зошто се случува тоа? Може ли, знам дека ве не сакате политика, меѓутоа мора да има некое рационално објаснување зошто претседателот на Трамп тргнува против најдобрите универзитети во својата земја, кои што реално или не ја креираат светската економија. Гледајте, како да, не знам дури ни како да го одговорам овдека, бидејќи дури и Fox News, кој е можеби медиумот кој е влијателен во САД, посебно за републиканската страна, кога дадоа информација кои се економските случувања во САД во изминатите 2-3 дена, дури претседател Трамп директно го нападна Fox News за начинот на кој тие известиле што се случува во економијата. Бидејќи знаете, минатата недела беше она spring meeting, значи пролетните состаноци на Меѓународен монетарен фонд, каде што според нив растот на САД беше намален за околу 1% поен споредено со минатата година, значи оваа година мислам дека растот се прогнозира на 1,7%, што значи според ММФ нема да се случи рецесија, иако некои од најголемите инвестициони банки JP Morgan и Goldman Sachs дадоа голем процент на можност тоа да се случи, но и глобалната економија според Меѓународниот монетарен фонд ќе се намали растот за 0,5% поени за оваа година на 2,8%. Бидејќи ова трговска војна заради царините, ако опстане таква каков што е, ќе има огромни влијанија на сето ова. И тука не знам како јас би можел да објаснам што е идејата целосна на претседател Трамп и на неговата администрација на многу од овие полиња. Но ако се вратиме само на царините, овие 10% поени во моментот се кажува дека тие се преговараат во период од 90 дена со сите држави. Чисто да кажеме дека најпрвино отидоа многу високо за голем број земји, а потоа денешка Трамп рече дека ги намалија на 10. Освен кон Кина. Освен Кина, тоа е друга приказ, да се разбере. Тие 10%, значи од 9 април почнува да тече тој таксиметар за тие 90 дена. Искрено, според мене, дали вие имате можност со околу 100 земји во светот да испреговарате во толку краток временски период да го договори за трговија, јас не сум сигурен дека тоа е можно. Од друга страна, дури имате некои држави кои директно рекоа дека тука потенцијалот е, дури дадена им е една опција на државите, или сте со нас, или ќе се со нас, или сте против, односно со Кина. Сега, видовте што се случи со кинескиот претседател, кој веднаш после ова отиде на посета на сите, на неколку земји во Југоисточна Азија, од тие 10 ASEAN country, земји кои се многу блиски и географски, но од гледна точка на трговските врски. И кој што се мокнив? Јапонија, Јужна Кореја, Австралија, земји кои се западно ориентирани, но се многу економски блиски кон Кина. И прв пат застана практично да се работуваат повеќе со Кина отколку со САД. Знаете дека имаше состанок на министрите за надворешни работи на Кина, Јужна Кореја и Јапонија, кој не се случил повеќе од 5 години. Бидејќи тие сега, ако тие воспостават слични трговски бариери кон Кина, голем дел од нивната економија е многу зависна, бидејќи се соседи. Најголем дел на извозот на Австралија е насочен природни ресурси кон Кина. Дали е тоа руда, железо, алуминиум, бакар, јаглен и слично. Сето она што им треба. И заради тоа, гледате сега една несигурност, што и како ќе се случи. Дури има некои коментари, денес се изборите во Канада. Така е. И мислам дека потенцијалот
кој ќе е резултатот на изборите на Канада е можеби многу поразличен отколку што беше пред месец и половина или 2 месеци кога започна целата она риторика за гувернерот од Канада, додека се уште Џастин Трудо беше нивен премиер. И конзервативците практично со ова изгубија, еве да кажеме, потенцијално најверојатно ќе изгубат затоа што така. Но има и дискусија дали Канада можда треба да стане член на Европската унија. Што е исто чудно. Дали е колку е можно тоа? Да. Пронајдува исти вредности, добро. Пронајде исти вредности, но сепак најпогодени од сето ова извоз кон Америка се Канада, Мексико, од Европа е најпогодена Германија, затоа што огромен дел на извозот. Сега, некој ќе рече, но и Кина е многу погодена. Кина има околу 450 милиарди долари годишен извоз кон САД, но тој извоз е намален од пред во период на една декада е намален, бидејќи и претходно Кина беше од првата администрација на Трамп, а потоа и Бајден ги прошири сите тие царини бариери визави Кина. И мислам дека Кина го има веќе диверсифицирано во голем дел она што значеше нивниот извоз и само зависност од САД. И затоа 450 милиарди се огромни пари, меѓутоа кога зборуваме за Кина и но САД, кога збориме за економии кои се 20, 25, 30 трилиони долари, тоа не е кој знае што. Тоа не е кој знае што. 450 милиарди е огромно за Европа, за било која земја. Но тоа Кина не е може да преживее со ова. Сега тоа е интересно. Сега, дали е целта да преживее или кој подолго ќе издржи или кој прв ќе попушти? Бидејќи гледате, не покажуваат дека ќе попуштат. Тие рекоа ќе одиме до крај. Трамп еднаш кажа дека има секојдневни контакти со Кина. Кина кажа немаме никакви контакти. Тоа исто многу едно. Потоа беше кажано од страна на Трамп дека потенцијално треба да имаме добри односи, да се намалат царините, сега се зголемуваат, се намалуваат, се тоа несигурност. Гледате што се случува, берзите одеа горе, паѓа доле, па после пак одеа, но S&P 500, што е главниот индекс каде што се гледаат оние големи компании, има изгубено околу 6,5 трилиони долари вредност од врвот кој го имаше во февруари, од кога Трамп стана претседател. Тие 6,5 трилиони, тоа се 6,5 илјади милиарди, тоа е двојно повеќе од американскиот увоз. Е изгубена вредност на берзата. Што тоа значи? Знаеме, голем дел од најбогатите американци изгубија многу пари, кои го поддржуваат Трамп. Што е исто чудно. Што се случува овдека, господине Мизо? Но истовремено првиот начин на намалување на овие тензии не беше заради берзата, туку беше она што се случи на пазарите за хартија од вредност. Најсигурна инвестиција во светот е да купите US Treasuries. Вложување во американската држава во така да речени долгорочни харти од вредност. Но се случи момент каде што според нашите познавачи Кина ги има купено сите, што не е? Не е точно. Дека Кина, таму има голем дел што ги има купено и Јапонија, и Велика Британија, и Холандија, и Германија и сите. Но локален муабет кај нас. Дел од тие работи Јапонија почна дел да продава. Не голем дел, зборуваме и таму има вредности кои се во трилиони долари. Но тогаш почна да се зголемува каматната стапка и тогаш американскиот министер за финансии беше кажано тој заедно со министерот за трговија и Трамп седнале на врзоства на потенцијален не само инпут, него потенцијална иницијатива на министерот за финансии, било нешто размислено да се влезе во оваа игра од 10% сега царини, па 90 дена да има право на преговарање. Но минатата недела беше дури и кажано дека Трамп рече, за некои држави кои не се далеку во процесот или нема дојдено да преговарат, може би за 2-3 недели пак ќе ги вратам реципроците тарифи. И ова карира несигурност не само за државите, пред се за бизнисот. Гледајте сега од гледна точка на бизнисот. Што вие треба да планирате? Каде вие да го инвестирате капиталот, ако ви е важен американскиот пазар? Прво некој ќе рече, добро, 100 дена поминаа, 4 години по 365 дена, плюс една година 365, знаеме колку трае администрацијата на овој претседател. Дали ќе треба да издржиме уште 3 години и 9 месеци, за потоа да видиме дали после работите ќе се вратат на нормала. Кој ќе ви го одговори тоа?
Што значи нормала? Нормала значи дента пред Трамп да стапи на функција. Никој не знае кој како ќе биде следен председател на Америка. Правилата на Светската трговска организација сега одеднаш се веќе според ова неапликативни, барем не во односот на САД кон остатокот на светот. Имаме компании, не само автомобилската, ама да спомнам, например Мерцедес кажува дека некои модели кои се произведуваат во Германија ќе ги адаптира да се произведуваат во нивната фабрика во Алабама за американскиот пазар, бидејќи сметаат дека тоа е посоодветно. А некои други модели кои се релативно мали возила воопшто нема да бидат предмет на извоз на американскиот пазар. Ова е добра логична процека. Американците сакаат големи автомобили, неќат мало, да. Големи, затоа и патиштата се пошироки и лентите и сите нивни возила се поголеми. Но најголемиот извозник на возила од САД не е американски бренд, туку е BMW. Фабриката на BMW во Јужна Каролина е најголем извозник на возила од САД по вредност. Добро. Секој онај SUV, X5, X7, X4 слично се произведуваат таму за целиот глобален пазар. Слично и за Мерцедес, но тие не се толку голем извозник колку BMW. Царините и каде ќе го лоцирате производството? Дали во Мексико се уште ќе имаат некои така наречени exemptions, бидејќи Трамп кажа дека ќе има исклучоци кои ќе влијаат, но никој не знае кои се тие исклучоци, никаде не се уште формално дефинирани. И вие имате несигурност каде што инвестиции и алокација на капиталот не е нешто што ќе се направам сега, па после 4 години добро, не важи, ќе ги смениме работите. Зборуваме овдека инвестирање стотици милиони, милиарди долари, евра, не е важно за која валута станува збор. И какова влија на валутата? Доларот е на најниско ниво во последните 3 години во моментот. Од друга страна, некој размислуваше дека сова целата на доларот или вредност на доларот ќе се зголеми. Yeah. Но Трамп вели дека голем дел од земјите го манипулираат својата валута и со тоа креаат дополнителна конкурентност визави САД и затоа го зголемуваат нивниот извоз. Дали овој трговски баланс... За Кина важеше така? За Кина, но и други земји. Тој вели, некој треба економски да размислува дали овој трговски дисбаланс, што тоа представува за Америка. Не може тоа да го сервисира? Може. Во Америка може да се печатат долари, бидејќи ова сега директно кажувате, за разлика од другите земји во светот, бидејќи доларот е основната валута во светот, каде што се случува. Сега. Кога вие ќе го признаете ова, зборам од вашата експертиза, дека да, американците кои имаат потреба печатат долари, тоа е поинаква... Но гледате сега, гледате дека имате во последниот период, не од моментот кога Трамп дојде на власт, но она што го прават БРИК земјите, дали има во некои услови некаква дедоларизација, бидејќи знаеме дека трговијата со нафта помеѓу некои земји станува во кинески јуани или ремби, или во рупии. Она што Русија го прави со Кина, Русија со Индија, некои од арапските земји со Кина. И знаеме дека, но дали трговските врски помеѓу овие големи светски економии, не западни економии, ќе почне да се случуваат во друга валута освен доларот. Како ќе се постави западниот свет, бидејќи дали овдека ќе има редефинирање на она што беше договорот во Бретон Вудс, на кој начин се глобалните валути... Можеме ли сега воопшто да зборуваме за западен свет? Ова можеби не е ваша експертиза, меѓутоа сепак има ли сега западен свет кога САД е во најблаго кажано конфликт со своите западни сојузници со кои што се децении пред се западна Европа. Да. Така е. Бидејќи гледајте. Партнерство, сојужништво, како да го наречеме. И овдека мога да го земеме и економскиот, но и воено-политичкиот и стратешкиот дел. Бидејќи од економскиот дел, некој може да каже добро, Кина ќе се откаже од голем дел од американскиот пазар. Од овие 450 милиарди долари, искрено кажано, знаете дека веќе тие почна да ги враќаат нарачаните Боинг авиони, бидејќи велат под тие царински стапки не е исплатливо. Дали тоа значи дека кинескиот авион, кој пред една недела веќе почна да се користи од страна на и некинески компании, ќе имаме опција освен Boeing и Airbus, да имаме сега и алтернативни
кинески Па патнички тоа ми звучи авиони. како да се прави услуга на Кина сега со се во ова. Тука е прашалникот. Што точно е целта на сето ова? Дополнително, ако дел од тие 450 милиарди, Кина почна да ги тие се произведени работи. Треба некаде да ги пласирате. Некој може да рече, ако имаме наплив на такви поевтини, поконкурентни производи од Кина кон Европа, како Европа ќе се постави? Дали Европа ќе креира бариери трговски визави Кина, бидејќи ако имаме наплив на вакви производи, што ќе значи тоа за европско произведените производи? Дали тоа ќе значи дека европските производители ќе крахираат или банкротираат, бидејќи се што доаѓа од Кина е многу поконкурентно. Во Walmart, кога ќе одите во Америка да купувате, најголем дел од работите се кинески. Тука Европа е во навистина комплицирана ситуација. И Европа треба да свати дали Европа сака да влезе во партнерство со Кина или дополнителна бариера кон Кина. Но што да прават ако сад ги принуди со своите гледајте, потези? затоа велам, а што ќе се случи после 3 години и 9 месеци, кога потенцијално друга, но можеби слична администрација ќе продолжи? Дали ќе имаме ново ресетирање на глобалните текови врски, Па добро, економски, што геостратешки? вашиве, еве да кажеме, со оглед на вашата работа, искуство и школување, вие се дружите практично со некои од најбрилјантните умови во светот, на економијата пред се. Што велат тие луѓе? Јас сум сигурен дека контактирате со нив. Јасно ли им е да не кажеме сега во руската влада моментално има исклучително мокен човек што е ваш школски другар и така натаму. Што велат тие луѓе? Ало, со него немам комуницирано, добро, но морам да ви кажам, еве, јас се трудам на вистина на дневно ниво неколку часа на ден да гледам, да читам, да слушам она што се случува, без разлика дали е тоа Джефри Сакс, дали е тоа Варуфакис. Ова не е веќе од лева или од десна страна. Валиден ли е на вас Варуфакис? Во некои од неговите изјави, да, апсолутно. Но мора да земате не само економски, туку и економски и војни и политички и стратешки работи. Бидејќи ова е сега премногу поврзано. Да. И не треба, гледате, кога ќе ги гледате, значи има многу подкасти, има еден американски експерт докторол кој живее во Европа и многу интересно коментира некои работи што се поврзани визави она што се случува во Украина и Русија, но пак се ставаат и некои економски аспекти на сите овие работи. И искрено да ви кажам, нема униформно размислување и конфирмација што се случува. Никој во светот, сакате да кажете, не може да потврди што всушност е играта на администрацијата на бидејќи никој не може да каже што е крајната цела игра. Ако крајната цела игра е да се изолира Кина, или да се стават сите кои се со нас или кои се против нас, од американска гледна точка, дали и колку е тоа можно? Особено со пораката на претседателот Трамп, доаѓаат кај нас да не ги пакнуваат задниците. Сега директно тоа го кажа. Гледајте. Нема на светот некој што ќе рече е супер, отидовме таму. таму. Минатата недела имаше состанок на италијанската премиерка Мелони во Вашингтон и потоа заради погребот на папата, потоа Трамп беше, но многу кратко, во Рим и во Ватикан. Имаше 15 минутна средба со Зеленски, но беше кажано дека ќе има наша. Добра, но беше кажано дека ќе има дополнителна средба, но таа втората средба не се случила, бидејќи тој требало да лета назад со Зеленски, мислам, истиот ден. Но Макрон се сретнал со него, но и тие работи, но дали Макрон и британскиот премиер кога разговарале со Трамп во тие неколку минути, се разговарало и на економски теми. Се разговарало за сите овие царини, бидејќи за неколку минути тоа не е возможно. Ако не се лажам, минатата недела кинескиот министер за финанси беше во Вашингтон, но немаше средби со администрацијата на Трамп. Беше, не знам за кој. Барем неофицијално. Па што бара министер на Кина за финанси, за трговија во САД, освен да се види со тие што... Бидејќи, можеби тој бил во Вашингтон на оние пролетните состаноци на Меѓународен монетарен фонд, но што и како се случило, бидејќи овие се многу конкретни. Ние како мала држава овдека навистина нити имаме влијание, нити... Но интересно е да се направи една анализа генерално што се случува, како што на никој не му е јасно, мислам. На никој не му е јасно и гледаме дека овдека таа несигурност влијае на берзите, влијае на тековите на капиталот. Едноставно сите се на штрек. Што ќе се случи следно? Но не знаат што ќе се случи следно. И во многу случаи некој ќе рече,
посебно бидејќи ние сме во Европа, некој ќе се разбудиме са бајле, ќе пуштиме телевизија и можеби некој пратил твит од кога сме легнале минатата вечер, бидејќи еве, да речеме 12 на полно кај нас е 6 попладне во сад. Така, берзите се затворени, сето тоа, но не значи дека некои дополнителни активности не можеле да се случат или нешто не било кажано. Така да навистина берзата берзите во Азија се почнати со работа пред ние да сме разбудени. Така да овој континуиран систем бидејќи сето тоа влијае на што се случува на другите места. И затоа не можам да кажам што е крајната цел, но многу е важно да се види дали и каков барем ќе има со некои држави, некој начелен договор, каде што ќе се види како скелет, како што всушност и на каде се движи. Но мене ми е страв дека царините, од овие 10% не знам дали ќе може да се оди подолу. Не знам. Може би тоа ќе биде стартна позиција, бидејќи сега таа постои. Таа е многу повисока од она што беа претходно царините кон САД. Дали на крај овие царини, што тие значат? Ке има намален извоз кон САД, ке има зголемени трошоци на оние кои се корисници на тие производи во Америка, што ќе доведе кон зголемување на инфлацијата. Потенцијално, ако нема рецесија, дали ќе биде тоа некаква стагнација и потенцијална стагфлација. Што е многу опасно, добро? Што е многу опасно. Дополнително точно е дел, мислам дека минатата недела беше кажано колкав е приходот на американската царинска управа, но беа бројките кажано многу пониски од потенцијалните очекувања. Дали овдека целта да се намали тој трговски дисбаланс, но истовремено да се зголемат приходите. Искрено да ви кажам, таков вид на зголемување на приходи со воведување на царини, дали тоа допринесува кон конкурентност? Реално не. Реално не. Реално би требало да биде слободна или колку што е поможно слободен некој вид на трговија, па иновации, способност, знаење. Што е американскиот принцип, што бил целиот овој период. Да. И што ја направи Америка тоа што е. Така е. Така да од оваа гледна точка, дали навистина сакаме во Детройт да се врати автомобилска индустрија, тоа е повеќе некоја сентименталност која постоела пред 30, 40, 50 години. Ако знам сега Детройт е мртов град, односно индустријата е затворена и голем дел ама има една резурекција на Детройт. Многу работи се сега многу подобри во Детройт отколку што биле претходно, но самиот град, зборуваме центарот на градот или целиот оној радиус од 50 на милји од центарот, бидејќи таму е она метрополитен ерија е, што се вика, голема. Уште едно прашање, кратко можеби, ако може. Пред Трамп, американската економија, колку што јас разбирам, не беше во лоша состојба. Но невработеноста е минимална за нивни стандарди. Гледајте, тие во Америка има извештај за колку работни места се креираат во секој месец. Многу важно, да. Во соодветно секој четврти петок и сето тоа такви бројки излегуваат. Точно, не беше многу голема невработеноста и економијата беше во релативно добра состојба. И во такви околности не правите екстремни мерки? Многу подобра отколку европската состојба на економијата. И зошто тогаш да направите екстремни мерки? Би било логично ако Америка беше отидена во некоја крајност, се губат многу работни места, се пропаѓа, не знам. Затоа оваа реторика на намалување на трговскиот дефицит, тој нивен трговски дефицит не значи дека тие не може да ја задржат вредноста на валутата. Тоа зборам, не страдаат поради тоа. Тоа е и гледайте, има две работи. Таа е, знаеме реториката изминатите 2 недели каква ја има Трамп визави председателот на нивната Федерална банка, што е по наше речено Народната банка. Така. Пауел, бидејќи тој е независен од председателот. Само Федералните резерви и Федералната банка исто или не? Федералните резерви, Federal Reserve Bank, да, така се вика. И сега, она што е визави него кажано е да ги намали каматните стапки сето тоа. Ама тоа не е под ингеренција на председателот. И тој вели, ќе го отпуштиме. Или дури погардни зборови коментираше. Ама потоа беа порелаксирани тие извештаи и коментари. Па потоа тоа влијаеше на берзите и слично.
Но тука е ставено, тука гледат, треба да виде што ќе направи Си Џинпинг или како тој. Гледате, Трамп излегува, дава изјави, пушта објави на Twitter или на X или на неговата мрежа Truth Social или слично, а од другата страна од Кина немате никаков коментар, никакви изјави. Тие се секогаш полека, стабилно, а од друга страна има и коментари кон Паула која води нивната централна банка. Така да таа игра како ќе заврши навистина не знам, но е важно да има некаква предвидливост и враќање, не велам, не е работата во нормала, што и да е веќе нормала, но да има предвидливост и можност за планирање од страна на бизнисот, посебно големиот бизнис, бидејќи овде ова игранка е за големи компании, големи бизниси, големи инвестиции и како тие соодветно ќе ги пласираат своите локации. Малите и средни предпријатија, не дека се неважни, не ме сваќајте погрешно, но мали и средни предпријатија од Америка не лоцираат производство ни светот за домашниот пазар. Апсолутно нема потреба. Кај нив мало и средно предпријатие е многу поразлично од она што ние го размислуваме не само во Македонија, туку целосно во Европа. Сега кога сме во тоа, само едно кратко прашање, морам да искористам една мистерија. Федералните резерви на САД се реално во приватна сопствена сушност? Постои една фама дека тоа се всушност неколку приватни банки кои што заедно ги формирале федералните резерви. Историски има случаи каде што магнати од индустријата во САД во времето на JP Morgan, на Vanderbilt, на Rockefeller и слично, дека тие лично напишале чек да ја финансираат американската влада. Лично од своето богатство, бидејќи тие толку биле богати кон крајот на 19-тиот, почетокот на 20-тиот век. Во денесни пари ако се пресмета, тоа е незамисливо, да. Богатството на Рокфелер во тоа време е незамисливо, кога почнала да се раслојува таа цела негова нафтена империја, па без разлика. Добро, ви сте нале Карнеги Мелон и сите тие. Не навлегувам во таква дискусија, да ви кажам, но важно е како монетарната политика нивна влијае визави фискалната политика, бидејќи овдека имаме фискалната политика е во рацете на владата, на администрацијата на председателот, но монетарната политика е независна. И движењето на доларот, знаете, секој во светот сака да знае како доларот се движи визави остатокот од глобалните валути. И дури може некој да направи паралела како Америка им даде некакви не само насоки, индиректно, сега не сакам да користам толку јак збор ултиматум, но како се постави кон Јапонија во средината и крајот на 80-тите години, кога имавме огромен подем на јапонската економија, на нивниот берзански индекс Nikkei, каде што имавме голем број на јапонски компании кои купуваа компании во Америка. Sony купуваше во филмска индустрија. Заре не е уште така? Јас мислев дека на јапонците им оди супер. Но Јапонија сега знаеме дека е околу 30 години во нека стагнација, бидејќи беше наложено што и како вредноста на јенот. Тоа јапонците им оди ептен добро со оглед на технолошкиот развој. Слушајте, за тоа каде се тие им оди многу подобро, но тие се во стагнација долго време, но им беше кажано што и како да се случи со јенот визави доларот и затоа одеднаш Јапонија се е во таа ситуација во која што е веќе над 30 години. Добро, но Јапонија објективно е окупирана земја сега ако сме реални. Добро, но и Јапонија е се уште единствена земја и се надевам така ќе остане единствена земја каде што нуклеарно оружје е користено. За тоа изборев. Да, но од друга страна не сум сигурен дека тоа што се случило со Јапонија пред речиси 40 години, средината крајот на 80-те години е можно или логично визави Кина да и се постави некој таков друг вид на ултиматум, држава, насока, систем така, и слично. Да. И зависност помеѓу глобалните економии. Тоа е. Значи, можам да ве слушам на оваа тема до утре, верувам дека е ова многу интересно за сите наши гледачи. Јас навистина пробувам да го спуштиме нивото, да го разбереме. Нивото да го објаснам за да ова е разбирливо. Иако е и вака тешко, морам да ја признам. Некои делови и мене ми е мачно да ги разберам. И јас морам да признам дека сето ова не е важно дали го разбирате ова или не. Едно е да го разберете што значи ова и теоретски и можеби од гледна точка на едукативно, но што значи ова практично,
сега. Не е многу лесно да се објасни. Бидејќи не е лесно, што значи за нас? Ние имаме овдека фирми кои што, особено во зоните, една од фирмите и во која што вие сте вработен впрочем е странска инвестиција која што се занимава со автомобилската индустрија, така со најсофистицираните делови кои што извезуваат на пазарот кој што е и во САД. И сега сега вака. Ние имаме два вида на потенцијално влијание на царинските тарифи. ќе заглавиме ли ева кај Едно е директното влијание. Тоа се компаниите кои директно произведуваат овдека и извезуваат во САД. Видовме дека имаше различен третман од нашите статистики и американските статистики, кој колку извезува, каков е балансот, од каде е потеклото на производот. Тука влегоа автобуси, тука влегоа во нашиот извоз друг вид на компоненти, дел земјоделски производи и слично. Но она што е важно е дека тоа е релативно мала сума, но тука неколку компании се директно под влијание, бидејќи во некои компании огромен дел од тоа производство е наменето за американскиот пазар и тие првични 33%, сегашните 10%. Добро, сега ако е 10, секоја друга земја исто така има 10% царини, така од таа гледна точка не сме нити поконкурентни, нити помалку конкурентни од некој друг, но претходно тие царини биле околу 2,5%. Така е. Например за автобусите. Па немавме време и да се исплашиме на оние 33. Но работата е што и како ова ќе влијае. И како ние како држава, не сакам да речам ќе успееме, туку како ние во кој момент ќе влеземе, нели владата веќе кажа, активно има комуникација и процес на преговарање, да видиме каде ќе излезат тие бројки на крај. И што ќе биде крај американската политика. Дали може без царинска и колкави ќе бидат царини. Тоа е една работа. Како што реков, тоа е помал ефект, но директно неколку компании се можеби многу афектирани. Бидејќи тука еден од тие странски производители на автобуси кај нас директно има и други компании кои се лоцирани во Македонија и странски инвеститори и домашни компании кои директно работат за нивните потреби и влегуваат во тој крајен производ. Така да тука е еден поширок екосистем, не е само една компанија афектирана. Од друга страна, пред се компаниите од автомобилската индустрија, нашите клиенти пред се европски брендови или брендови кои произведуваат во Европа. Но има и компании кои извезуваат во Мексико или во САД, каде што таа компонента се вклопува во возило кое се продава на американскиот пазар. Сега, ако е возилото произведено во САД, во моментот таа царина на овие автомобилски компоненти се уште не е онаа 25% која е најавена да се случи од 2 мај. Добро. Но, ако вие во портфолиото го имате Porsche, ако го имате вие Range Rover, ако го имате Mercedes, ако го имате Audi, ако го имате Volvo, значи зборуваме премиум или некој од ултра висока класа премиум италијански или англиски брендови. Rolls-Royce, Bentley, Aston Martin, Ferrari, Maserati, Lamborghini. Добро, така збориме за топ of the top. Okay. Но голем процент од нивните производи се наменети за американскиот пазар. Секој трета Porsche се продава во Америка. Добро, природно, секој четврти Range Rover се продава таму. Што се случи со некој од овие компании? Веќе рекоа, ние застануваме со извозот во САД. Во период додека да видиме што ќе се случи, бидејќи знаете сите нивни дилери на возила тамо имаат залихи од возила кои претходно веќе биле стигнати и сега велат да се намали залихата да се продаде. Видиме, да. Знаете дека крајот на март имаше дури изголемување на продажбите на американскиот пазар, бидејќи мислеа ќе дојдат нови возила кои кога ќе стигнат на нашето тло ќе подлежат на овие повисоки царински стапки. Имаме состојба каде што и ние како компанија, но и многу други компании веќе прават анализи како, ако ова остане, во последните 3 квартали на годината, значи зборуваме од април до крајот на годината, во тие 9 месеци, како тоа би влијаело. Секоја компанија има различно портфолио на клиенти, некои имаат пошироко портфолио, некои може би работат за само 2-3 модели на возило. Но постои можност
да вие имате некаде околу 10% од вашите производи да се наменети за возила кои се за американскиот пазар. Тие 10% на еден или друг начин, можеби тој увоз на возила таму ќе се намали. Кој ќе ја голтне, народски кажано, таа царина? Производителот на возилото, импортерот или крајниот купувач? Бидејќи 25% царина е голема сума, дури ако сте вие богат кој купува возила кои коштаат $150,000 нагоре, пак 25% е се разбира. Голема сума на пари. Сега, потенцијално се уште нема директна изложеност која ја гледаме, но веќе има индикации дека дел од тие нарачки ќе се намалат. Бидејќи воспротивно, ако нашите клиенти произведуваат возила, а немаат каде да ги пласираат, тоа е инвентори, тоа е нивна залиха, има трошок. Дали е критично? Бидејќи многумина се исплашија дека сега ќе се изгубат работни места кај нас и така натаму. Што е критично? Треба да дефинираме. Ако некоја компанија критично ако ги затворат кај нас компаниите. Затварање е ултра критично. Тоа е многу. Добро, да. Што може? Но ако некоја компанија има намалување на обемот на работа од 10%, што ќе правите вие со вработените за тие 10%, така? Ќе ги отпуштите тие 10%. Ке мора нешто да оптимизирате. Нешто, да, бидејќи, затоа прашав јас, што е како дефинираме критично? Бидејќи имаме земји, Јужна Кореја кажа дека ќе им помогне на нивните производители на возила со пакетна помош, бидејќи може да бидат афектирани од овој дел, бидејќи Кореја е 4ти најголем извозник на возила во добро, сега Јужна Кореја може да си дозволи да затоа јас паралелава со нас не кажувам јас што е потребно или не, но кај нас автомобилската индустрија е над 50% од нашиот извоз. Што е многу. Што е многу. И да кажеме дека од тие над 50% 10% се за американскиот пазар, пак е во вредност. Апсолутно. Многу. Зашто во автомобилската индустрија кај нас имаме околу 35.000 вработени во моментот. 10% од нив, јас не велам, немојте да мислите, кажувам дека 10% ќе се скратат работни места, но кажувам дека тоа е потенцијалот. Дали ова ќе остане или не е секоја компанија на ист начин погодена и слично, но мора да ги гледаме сите состојби на пазарот, бидејќи ние интерно и ние како компанија и сигурен сум дека сите наши конкурентски фирми кои постојат кои работат во Македонија прават континуирани анализи што и како се случува на пазарот. Јас пред 3 недели, ако не се лажам, бев во Хановер, на Хановер Месе, кој е најголемиот светски индустријски сајм, каде што ние како компанија, како Костал, имавме средба со гувернерот на Сојузната држава на Мексико, каде што ние таму имаме производствени погони за американскиот пазар, каде што тој гувернер не повика да дискутираме што и како ова ќе влијае врз нашата работа во Мексико. Гувернерот на Мексиканска сојузна држава разговараше со вас? Со нас, како фирма, бидејќи ние таму имаме 3 фабрики, вработуваме речиси 3.000 луѓе и ние сме важен дел од неговата економија. Човекот се довлечка во Хановер, се довлечка е погрешен збор да разговара со вас што ќе правиме. Што ќе правиме? Како ќе, бидејќи тој е сојузна држава, тој не е председателот на Мексико, но како, бидејќи Мексико е ултра зависен од сати од царините во својот извоз. Бидејќи автомобилската индустрија има огромно влијание во Мексико, значи нафтена индустрија, туризам и потоа автомобилската индустрија. По значење и по важност. Дури мислејќи ни пред земјоделието. Така да од таа гледна точка луѓето навистина планираат и размислуваат како што може да се помогне, да се адаптира, бидејќи тие не знаат кои ќе бидат дискусиите со нив. Но морам да кажам една работа. Автомобилската индустрија во Европа и пред царините не беше во премногу розова состојба. Бидејќи Германија веќе 2 години е во рецесија. Според последните бројки од меѓународниот монетарен фонд минатата недела, Германија и оваа година според нив проекција дека ќе има 0 раст. Што значи дека потенцијалот е дека можеби и оваа година ќе продолжи рецесијата. Продажбата на автомобили во првиот квартал оваа година во Европа е помал за 1% од минатата година, но ако видиме со периодот од пред пандемијата, се уште сме повеќе од 20% под тие бројки. 20%? Да.
од предпандемиската состојба. Така да и дополнително ова е нешто што влијае. Кинеско произведените автомобили и брендови на европскиот пазар во првиот квартал го достигна рекордот. Па нагла експанзија видлива е дури кај нас. Дупло е зголемено од она што значеше увоз, односно продажба на тие возила споредено со првиот квартал минатата година и сега речиси 5% поени од сите возила во Европа. Кога кажам Европа, тока е Европската унија, земите на ЕФТА плюс Велика Британија. Така ги водат статистиките. Значи, ние не влегуваме во таа статистика, док продажбите на возила кај нас, споредено со тие, се многу минимални, но тука влегуваат овие кинески возила со речиси 5%. Тоа значи дека колачот од пазар кој и така се намалува, уште 5% ќе извадите, бидејќи тие кинески возила се произведуваат во Кина, ниту една од ние како компании кои произведуваме овде во Македонија не се добавувачи за нив, а и потенцијално кога тие ќе лоцираат производство тука, BYD во Унгарија, Geely, MG кажуваат во Шпанија, потенцијално во Турција, дури во Германија BYD сака да донесе производство, јас сметам дека кинезите кога ќе дојдат, ќе донесат своји добавувачи на компоненти. Нема веднаш да ги користат европските или оние кои се лоцирани тука. Така да пазарот е малку од сите страни. Од сите страни Ѓорги Сардисан, бидејќи некој каже, ама сега тука е нашето прашање како држава. Навистина е потребно, мислам дека ние активно да размислуваме на диверсификација на она што значат инвестиции кај нас и да влеземе во да привлечеме и друг вид на компании кои се од други индустрии кои не се толку циклични како автомобилската, бидејќи автомобилската е многу циклична, без разлика на царините и сето тоа, многу е поврзана со како се вика економската состојба на луѓето, бидејќи возило, посебно последните 5 години, знаеме цените на возилата како растат. Добро, еве сега и да најдеме нешто друго како дополнителна алтернатива. Не велам овие да ги нема, да останат, но да имаме суплемент. Добро, еве сега владина делегација беше во Обединетите арапски емирати, сериозно богата моќна држава. Со нив претпоставам дека не би се разговарало за автомобили, јас не мислам дека други. Во Емиратите како држава инфраструктура, енергетски проекти и она што значи real estate. Real estate е развој, градежништво, но нешто што е по трекот на што имат тие направено таму и што е нивното искуство во други земји. Не само и во нашиот регион имаме инвестиции кои доаѓаат од таму, во така наречен real estate и градежништво, но истовремено и во други земји на светот. Така да сметам дека тоа се можностите кои можеме да ги имаме од таму и од она што го видов биле представени и различни конкретни можности, проекти каде што тие би евентуално би се заинтересирале да видиме кои се можностите за таква видна инвестиција кај нас. Значи Блискиот исток е едниот аспект, но ние и за ова се согласувам, ние сме страшно врзани за Европската унија и за автомобилската индустрија. И како да е тоа се на светов, навистина има повеќе. Вие сте од автомобилската и вие би рекле супер да, меѓутоа реално. Не, ама гледате, јас сум од автомобилската, но јас мислам дека за доброто на државата ние да имаме диверсифицирање. И јас дури би навлегол независно од царините со САД да влеземе во договори за слободна трговија со земјите од Северна Африка, со Мароко, со Тунис, со Египет, со земјите од далечниот исток, со Јужна Кореја, со Јапонија, а со Кина? Или е тоа превише опасно? Кина, знаеме дека Србија има договор за слободна трговија со Кина, но нашиот не само евроатлантски пат, но она што значи желбата и потенцијалот за членство во Европската унија, тоа мислам дека се коси со правилата на Бризел. Како е тоа толерирано во Србија, тука не можам да коментирам. Има уште еден момент, факт е дека европски држави, мислам, кои што се во ЕУ, и тоа како соработуваат со Кина? Јас не реков да не соработуваат, но тие немаат договор за слободна трговија со Кина. Добро, вие идете конкретно за слободната трговија. Слободна трговија. Но таму има и други, има и Сингапур, има и сега Тајван е специфично, знаеме од кои причини, но не само во автомобилската индустрија. Ако сакаме ние некако вид на електроника, технологија да развиеме, голем дел од тие производи доаѓаат од тие делови на Азија. И сами го рековте, можеме ние, некој ми објаснуваше дека ние воопшто немаме овде
квалитет на луѓе. За да влеземе во таа игра со технолошки. Гледајте, напредок. прво треба да дефинираме што е технолошки производ. Јас не реков дека ќе произведуваме чипови, на пример. Но тоа е користење на електроника за да се креираат некакви производи со голема додадена вредност, но тука треба едукативниот систем апсолутно е важно Ние да имаме имаме овој пар фирми што занимаваат со тоа во Македонија. Затоа едукативниот систем, соработка со универзитетите, каде што и приватниот сектор, но и државата ќе има поголема алокација на средства за лаборатории, за напредок, за истражување, но не мислам дека кај нас базично истражување е важно, туку апликативно истражување за она што значи конкурентност на фирми и дополнително сето она што е сега Industry 4.0, индустријска револуција 4.0, па дури имаме земји кои веќе влегуваат во индустријска револуција 5.0. А роботика, автоматизација, вештачка интелигенција. Но сметате дека ние треба да влеземе по секоја цена. Океј, процесот е долг. Што ни е алтернативата? Значи процесот е долг, државата ќе треба да едукација, години. Дигитализација од секако вид и поедноставување на сите оние процеси кои се непотребни, што значи дека можеби голем број од компании ќе намалат број на работни места, бидејќи ќе бидат поефикасни и автоматизирани вакви репетитивни процеси, но потоа тие луѓе ќе треба соодветно да се реедуцираат и обучат за нешто што креира додадена вредност врз основа на овие индустрии и нови текови. Бидејќи мора да сме реални. Која е другата алтернатива? Ние немаме излез на море, немаме можност да добиваме 10 милиони туристи на годишно ниво и прилив на средства по таа основа и треба да сме апликативно, енергетика, инфраструктура и слично. Ако може Естонија, која што е поголемина слична со нас, и помалку луѓе од нас и помалку луѓе од нас, можеме и ние. Освен ако не веруваме дека сме идиоти, и многу сензитивна нивна локација. Апсолутно, на руска граница каде што чекаат напад или не знам што, ние овде кај изигруваме идиоти понекогаш ми се чини. Сакаме да живееме ако може некој друг да не рани и така да го протуркаме. Но мислам дека ова понекогаш, гледате, не навлегувам сега во политика и слично, но треба ние да размислиме што се навистина стратешките цели и потреби на државата и да не го правиме ова во 4 годишни мандати или планови. Ова треба да гледате Ирска како се развила пред 45-50 години. Независно од политиката, таа рекла ние одиме на привлекување странски инвеститори, нормално голема нивна диаспора од Америка им помогнала, но фактот дека Ирска беше тоа е острово до острово. Нашата позиција е пологична отколку нивната. Ирска беше една од најсиромашните земји во тоа време. Апсолутно. А сега е, сега е по бруто домашен производ по глава на жител трета во Европа, зад Луксембург и Норвешка. И тоа кажува се. Тоа кажува се. Виктор Мизо, председател на Советот на странски инвеститори при Стопанската комора, да не ги набројувам сите други работи, ви благодарам за гостувањето вечерва и за тоа што ни понудивте разни алтернативни идеи за тоа што се случува на светскиот фронт во економска смисла се разбира и тоа што треба Македонија да го направи. Ви благодарам на поканата и се надевам дека во следниот период ќе имаме некој теми каде што ќе можеме да го дискутираме ова, но кога ќе се искристализираат работите повеќе. Така. Почитувани гледачи, ви благодарам за вечерашното внимание со кое што не проследивте. Утре во 15 часот е репризното издание на оваа емисија. Ви закажувам нова среда утре вечер со мене и со нови гости во 22:30. До тогаш пријатно.